недела 22 часот, вистинско време за гледање на емисијата во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, ова емисијата во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, бидејќи ви имате право да знаете вистината. Вечерва интервју со Борис Малагурски. 2 години баравте од мене, или луѓето со кои јас комуницирам на социјалните мрежи, бара од мене да снимам интервју со господинот Борис Малагурски. После 2 години ние го снимаме тој интервју. 45 минути интервју за уживање. Јас уживав во интервјуто, се надам дека ќе уживате и вие, почитувани гледачи. И кој е Борис Малагурски? Српските медиуми го нарекоа дека српска верзија на Мајкл Мур. За мене тој е еден од представниците на младите генерации кои доаѓаат на медиумската, на режисерската, на политичката сцена на просторот на поранешна Југославија. Време е нови луѓе да дојдат на челни функции. Тие луѓе да го сменат светот, околу себе и да направат од Балканот или од поранешна СФР Југославија место кај што луѓето нормално живеат. Борис Малагурски е еден од нив. Дали е македонец со говорна мана или е србен со македонска мана, ќе видиме во интервјуто со господинот Борис Малагурски. Кој е Борис Малагурски? И ја покушам тоа да сватим. Голем пријател на Македонија. Свакако, јас сум некој кој изуzetно поштува и воли македонски народ, воли Македонiju и радо je посеќувам. Ја некако доживљавам да сви ови простори око Србије, око Македонije, око Босне и Херцеговине, Републике Српске, свакако Црне Горе, sve to na neki način naš prostor u smislu da su tu ljudi koji se razumeju međusobno, koji ipak mislim da u dubini duše imaju neke emocije još uvek jedni prema drugima, koji slušaju istu muziku, jedu sličnu hranu i sličnog mentaliteta, manje više istog mentaliteta. I nažalost delimo i iste probleme. Sistem je truo i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Crnoj Gori i tako dalje. Imate nešto makedonsko o sebe? Некој ген македонски? Неколико знам, мада su mi često ljudi govorili da sam Makedonac zbog ski na kraju prezimena, ali do sada barem nisam uspeo da dokažem. Нели нас постојано не зафркава дека сме Срби со говорна мана, to sam čuo, македонци, нели? Сега за вас веројатно ги рече дека сте македонец со говорна мана, односно српска мана, така да... U svakom slučaju ja mislim da ne postoji neka velika razlika između Srba i Makedonaca. Mislim da smo kroz istoriju, nažalost, više bili fokusirani na ono što nas razdvaja nego na ono što nas spaja. A mislim da nas spaja mnogo toga, ne samo zajednička religija, ne samo zajednički jezik koji je više nego sličan kada ljudi kažu da, postoji razlika između srpskog i makedonskog, ali postoji razlika i u Srbiji između govora iz Subotice, recimo, i govora iz Vranja. Ja mislim da u Nemačkoj postoji veća razlika između Nemaca iz Bavarske i Nemaca iz Berlina nego što postoji između Makedonaca ili Slovenaca čak. Tako da ja ne vidim tu neke velike razlike. Nažalost, istorija nas je grubo kažnjavala svaki put kada smo pokušavali da premostimo te razlike, jer ja verujem da će budućnost malo blagonaklonjenije da na sve to gleda. Во изминатите 30 години ние бевме сведоци на два процеси на тектонски промени во светски рамки. Пред 30 години, или поточно 1989 година, беше срушен Берлинскиот зид, беше срушен комунизмот, падна комунизмот, се растури Варшавскиот пакт, сите комунистички држави се девастираат. Најголем дел од нив се сега членки на НАТО и членки на Европската унија. 2012 година се случи арапската пролет, каде што се девастираат арапските држави. И на крајот, почитувани гледачи, ниту во арапските држави, ниту во претходните комунистички држави денес не се живее поубаво. Напротив, луѓето се многу понесрекни, многу понесигурни и се иселуваат од тие држави. Меѓутоа, на крајот на денот се поставува прашањето дали мечката сега ќе заигра во западниот свет, ќе заигра во западните држави. Дали ние можеби сега ќе бидеме сведоци на трето тектонско поместување, трето тектонско разорување во светски рамки. Меѓутоа сега тоа тектонско разорување нема да се случи во источните земји или во поранешните комунистички држави или во арапски држави. Дали тоа поместување или тие тектонски процеси ќе се случат сега во НАТО структурите, во Европската унија, односно во западноевропските држави или од таа страна на Атлантикот. 2 години мојата публика го бараше ова интервју со вас, на крај го договоривме. Каде оди светот, Малагурски? Каде во моментот оди светот? Имам чувство дека токму сега ние го живееме моментот кога старото и новото време се конфронтираат тука. Ние мислевме дека тоа старо време заврши со паѓање на комунизмот, па со арапската пролет, и гледате дека вампирите на тие стари времења, претворени во нови времења, се враќаат на масата. И сега имаме после 30 години сосема ново време, кога парадигмите се рушат,
ко приказните се рушат, ко времето бара нови одговори, каде оди светот според вас? To je pitanje svih pitanja. Ja zaista ne znam da li bih mogao precizno da odgovorim, ali ja smatram da živimo u jednom vrlo zabrinjavajućem trenutku svetske istorije gde ljudi vrlo slabo uspevaju da dođu do pravih informacija. Živimo u svetu lažnih vesti, živimo u vremenu kada su pomoću društvenih mreža ljudi uspeli da se okruže stavovima sa kojima se već unapred slažu i nemaju toliku toleranciju i otvorenost prema drugačijem mišljenju. A kad imate jednu takvu situaciju na globalnom nivou, to ne može da vodi ničemu dobrom. Vidite, ние сме 180 степени. Различно од тоа што беше некаде пред 5, пред 10 века. Ако Умберто Еко го прави нелюбен филм Во името на розата или Во името на ружата, каде што се кријат информациите, каде што се кријат книгите и луѓето не треба да имат информации, ние сега имаме мноштво на информации преку интернет, преку социјални мрежи и така натаму. И гледате, тоа се два различни модели, но целта е иста, да ве направат да немате точна информација, да се сомневате во било која информација. Denzel Washington je nedavno baš rekao da ako ne pratite medije, onda niste informisani. Ako pratite medije, onda ste dezinformisani. Tako da to je vrlo zabrinjavajuće generalno i jeste tačno da smo mi prezasićeni informacijama danas i onda ne možemo da dođemo do pravih informacija, što bi se reklo, od drveća ne vidimo šumu. I to je jedan od motiva zašto se i bavim onim čime se bavim, da snimam te filmove gde pokušavam da u sat ili dva pokažem ljudima šumu, pokažem šta se stvarno dešava, da ih izmaknem malo iz svakodnevice i bombardovanja vestima, lažne ili ne, ljudi više nemaju vremena da se odubljuju u to i da pokušamo da činično dokažemo duh vremena u kojem živimo, da prikažemo ljudima način na koji mogu da se oslobode svih tih iluzija, manipulacija koje nam se nameću svakom danu. Сите ние гледаме дека новото време тропа на нашите врати. И ние ко македонци се поставуваме прашањето, дали во тоа ново време или во тој нов свет е неопходно да влеземе понижени и изгазени. Ние го сменивме нашето име. Дали тоа е влезницата или дали тоа е билетот кој е неопходен за да можеме да влеземе во новото време или во новиот свет. И како ќе изгледа тоа ново време? Ние сите говориме за Јалта 1, за Јалта 2, дека ќе се случи Јалта 2, дека ќе има нови зони на интереси, нови зони на влијање, дека светот ќе биде редефиниран, дека НАТО веројатно е во клиничка смрт, дека Европската унија ќе биде редефинирана, дека ако Трамп победи уште еднаш и Америка ќе биде редефинирана. Меѓутоа, ние ко македонци се поставуваме тука прашањето, како ние ко македонци и ко Македонија ќе влеземе во тоа ново време? Ако е неопходно во тоа ново време да влеземе со промена на името, со промена на идентитетот, тогаш ние жалиме по старото време. Побаво ни беше во старото време. Во старото време никој не бараше такви сериозни отстапки од нас. Не бараше да го смениме идентитетот, не бара да го смениме името, не бара да се откажеме од тоа што ни е најсвето. И ако треба да бираме помеѓу новото време, кое сака да не сгужва и да не понижи, и од старото време кој тоа не го бараше од нас, ние ќе го побараме или ќе го посакаме старото време. И тоа се тие ретроградни процеси кои се случуваат во Република Македонија. За тие процеси разговараме со Борис Малодовски. Дали е неопходно во ова ново време да бидеме понижени, да бидеме изгазени, за да можеме да бидеме дел на тоа ново време. Република Македонија мораше да смени своето име. Не може една држава, една нација да биде повеќе измасакрирана, повеќе понижена, повеќе изгазена, ако не ја натерате да го смени своето име. Србија треба да се откаже од Косово, Македонија требаше да се откаже и се откаже од своето име. Дали е неопходно да бидете така измасакрирани и понижени, за да може да бидете дел на новото време? Ja mislim da iz poniženja ne može nikada ništa dobro da se desi. Imamo istorijske primere za to. Posle Prvog svetskog rata je Nemačka ponižena i šta se desilo? Втори светски рат. Drugi svetski rat, novi konflikti, novi sukobi. Ne želim da pravim poređenje u smislu država, da bilo koju državu poredim sa Nemačkom, ali hoću da kažem... Земите кои беа понижени во Балканските војни, Apsolutno. беа предизвикувачи на Првата светска војна. Понижувањето развива. Mislim da iz poniženja bilo koje vrsti ne može da izađe ništa dobra za tu zemlju.
Makedonija je tu jedan jako zanimljiv primer za nas u Srbiji, za koje se često govori da smo mi isuviše bili buntovni 90-ih, da smo se suprotstavljali neoliberalnom kapitalizmu, da smo rekli ne NATO vojnoj mašineriji. To je tačno, mi se jesmo suprotstavili svemu tome 90-ih. I platite cena. Ali evo gledajte Makedoniju. Oni se nisu, odnosno vi se niste suprotstavili NATO-u, niste se suprotstavili neoliberalnom kapitalizmu. Makedonija 90-ih je činila mahom ono što je od nje Amerika tražila, da bi izbegli rat i da bi izbegli siromaštvo. I šta ste dobili? Dobili ste rat i siromaštvo. 2001. godine secesionistički rat i naravno siromaštvo koje traje i dan danas. Makedonija je, ako ne najsiromašnije, među najsiromašnijim državama Može Evrope. bi so Moldova, eventualno, so Moldova, delom na Kosovo. Ali to je poražavajuće. Meni je jako žao za Makedoniju, to je jedna predivna država, predivan narod i narod koji je verovao toj mantri iz 90-ih i koja se nameće i dan danas, da ako uradite sve što se od vas traži, što Zapad kaže, da ćete vi imati prosperitet, da ćete da procvetate i tako dalje. I to se jednostavno nije desilo. I to je, nažalost, se vidi i sada sa ovim referendumom, gde mnogi ljudi koji su izašli na glasanje su verovali da će oni stvarno sada dobiti pristupne pregovore sa Evropskom unijom, da će Evropska unija da otvori vrata. Pa uostalom, evropski zvaničnici su učestvovali u toj kampanji, oni su dolazili u Skoplje i govorili ljudima... Nema neko što ne dojde osve Macron, koji imaše videoporak. Znači i Tereza May, i Angela Merkel, i potpredsedatelj od Pence na Sjedinjenim Američkim Državama, nimaše čovjek što ne dojde u Skoplje. I na kraju, šta se desilo? I ništa. Jedno veliko ništa. Tako da, hoću da kažem građanima Makedonije, da postoji američka izreka fool me once, shame on you. Fool me once, shame on me, što znači prevari me jednom, ti si kriv. Prevari me drugi put, ja sam kriv. Što sam dozvolio da budem prevaren. Tako da ljudi treba da shvate šta se ovde dešava. Zapadne države, i tu mislim i na Evropsku uniju i na Ameriku, oni, kada vama govore šta treba da radite, oni često vama kažu da radite suprotno od onoga što su oni radili dok su se bogatili. Dakle, zapadne evropske države, Sjedinjene Američke Države, Kanada, te države dok su se bogatile, kada su bile na razvojnom stepenu, recimo Makedonije, oni nisu radili ono što sada govore Makedoniji da radi. Oni nisu govorili da Makedonija treba da otvara tržište, da treba da pusti strane kompanije sve da pokupuju. Naprotiv, oni su svoju ekonomiju štitili. Oni su štitili domaću proizvodnju i ulagali u nju, dok su strane investicije ograničavali. A oni sada govore da strane investicije treba da budu srž našeg ekonomskog napretka. To je ekonomsko ludilo. Znate što je specifičnost na makedonskата politička scena ili najavno mišljenje? Дека за разлика од другите посткомунистички држави, кои спроведува само процесна транзиција, кој во најголем дел се сведуваше на капитална промена или собственичка промена, од комунистички капиталот премина во приватни раце или во капиталистички раце. За разлика од тие посткомунистички држави кои спроведува само таков болен процес на транзиција, Македонија спроведуваше уште два болни процеси. Или во исто време, во овие 29 години, ние спроведувавме три болни процеси. Првиот е процес на транзиција кој го спроведува сите комунистички држави или поранешни комунистички држави. Вториот болен процес кој ние го спроведуваме е регулирање на односите со малцинските заедници во Република Македонија. 2001 година имавме војна. Тоа се исклучително тешки процеси, територијална организација, амнестија на хашките случаи, така натаму и така натаму. И третиот, многу болен, многу тежок процес кој се спроведуваше во Република Македонија е промена на името. Секоја македонска влада после 2 години своето владење, спроведувајќи такви процеси, беше издишана. Немаше капацитет, немаше сила да продолжи понатаму. Затоа Никола Груевски ги правеше тие брзи предвремени избори. И всушност, влегувајќи од избори во избори, во изминатите 12 години, тој победи во 10 изборни циклуси. И на фонот на една изборна победа, тој влагаше во втора изборна победа. Ако имаше регуларни избори на секои 4 години, Никола Груевски ги паднеше многу порано од политичката сцена. Бидејќи, како што повторам, после втората година, секоја влада нема капацитет да продолжи да владе. Зошто? Бидејќи освен процес на транзиција, спроведе уште два други болни процеси. Процес на промена на името и процес на договарање со албанците. Гледаме Груевски, ние по учебник спроведувавме се оно што ни каже ММФ и Светска банка. Посебно 90-тите години и почетокот на 2000-те години. Значи, што ни реко, ние направивме. Затворите најголеми предпријатија, ние ги затворивме. Спроведете приватизација, така како што ни реко, ние спроведовме. Значи, што ни беше напишано by book, ние тоа спроведовме.
И на крај нашата економија не е ни на нивото од 1979 година. Се уште во Република Македонија Ali vi da ste sve privatizovali kako su oni tražili, vi biste još gore prošli. Još gore. Zato što evo ima primjera država koje su sve radile što je MMF tražio. Нас не го нося Хенке од Балтиморскиот универзитет. Нас не нося разни други играчи да спроведе модерен тип на приватизација. Нема нели добар тип на приватизација. На крајот на криштата, ако се менува сопственоста, тоа не може да се прави на еден нормален начин. Меѓутоа, направивме горе-доле све што требаше. Во споредба со другите источни европски држави, знаете, тамо се смени само идеологијата. Во Чехословачка или во Маđarska, не знам, или во Полска, само се смени идеологијата. Институцијата се постоја. Ali ne možete da se poredite sa Poljskom. U Poljsku se sasvim drugačije ulagalo nego što se ulagalo na naše prostore. Jer Poljsku su hteli da naprave kao primer za Rusiju, da kad Rusiji pređu na poljsku granicu, da kažu, vidite kako je ovo u Evropskoj uniji divno i kako evo kada države su uz zapad, kako oni divno žive. Ali Jeffrey Sachs, koji je sprovodio ekonomsku šok terapiju u Poljskoj, je rekao da postoji bitna razlika između onoga što se dešavalo recimo u Poljskoj i u Rusiji 90-ih, jer on je takođe bio zadužen za šok terapiju u Rusiji. U Rusiji Zapad nije imao interes da se njihova ekonomija bezbolno prevede iz socijalizma u kapitalizam. Oni su namerno želeli tamo najdivljačkiji kapitalizam kako bi Rusiju doveli na kolena. A u Poljskoj su oni imali politički interes da oni Poljsku dignu i da pokažu, evo, kako kada istočna država radi šta zapad kaže, to sve bude super, ali to je samo maketa. Poljska je maketa uspeha. Oni za Balkan nisu imali taj plan. Plan za nas je da mi budemo tržište jeftine radne snage i ništa više od toga. Što više mi njih slušamo i što agresivnije sprovodimo ono što oni zahtevaju od nas, to ćemo sve dublje da tonemo u taj njihov plan za nas koji je poražavajući. Ете, на пример, Македонија. Ако ги земе другите источни европски држави, тие спроведоа процес на транзиција. Значи, ние освен што спроведовме процес на транзиција, имавме проблем од малцински карактер, со малцински заедници во Република Македонија, албанците, првенствено, имавме војна 2001 година и моравме да решаваме битен проблем, а тоа е проблемот на името. Значи, плюс два дополнителни проблеми кои го исцрпи општеството, кои уништија самодовербата на македонецот, го донесува народот на граница на апатија. Или луѓето се иселуват, или се апатични луѓе. Дремат по Фейсбук, кога ќе испијат 3 или 4 пива, може нешто да речат против власта и тука завршува све. Pa nažalost, kada mi opisujete stanje u Makedoniji, vidim već velike paralele sa Srbijom. I mislim da je slično tako i u Crnoj Gori, i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj čak. Ne vidim neke velike razlike. Mislite дека je model to, дека smisleno se pravi? Apsolutno mislim da jeste, jer da je Zapad želeo da se ovaj prostor razvije, oni bi njima rekli, pa ulažite u svoju domaću proizvodnju, nemojte da privatizujete kapitalne, infrastrukturne, važne sektore vaše privrede, nemojte da dozvoljavate da vam stranci se pokupuju, da dovode ovde neke firme za motanje kablova i od toga prave nekakvu magiju da će to da spasi Srbiju ili Makedoniju ili bilo koga. Oni bi prosto rekli, gledajte šta smo mi radili dok smo mi bili na vašem stepenu. A to je ono što bi od nas zapravo napravilo razvijene zemlje, da je Makedonija, da su Srbija, da Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, da su to zemlje koje su nakon ovih ratova, raspada, šta god, da su rekli, sad ćemo mi da ne slušamo ono što nam predlaže MMF, kao što je Slovenija uradila. Slovenija je rekla ne MMF-u. Jože Mencinger nije odlučio da prihvati sve što je MMF tražio od Slovenije i oni su se koliko toliko izvukli, mada i sada su pod velikim pritiscima MMF-a i sada su se mnoge te pobede već izgubile. Sega dojde ovo drvena faza. Ali oni su u toj prvoj fazi pokazali da može da se zemlja razvije, da može da krene nekim svojim putem i da može da bude nezavisna. Ovo što сега го живееме е многу поголем комунизам од комунизмот во кој живеевме пред 30 години. Сега све ни се контролира. Преку социјалните мрежи, преку мобилните телефони, преку телевизиите. Точно се командува нашиот живот. Ние знаеме дека во 19 часот гледаме турска серија, во 20 часот гледаме американска серија, во 21 часот гледаме германска серија. Ни ги диктират потребите, ни ги диктират поборувачките. Прават од нас едно потрошувачко општество. За да може да функционира едно потрошувачко општество, треба да се има целосна контрола врз гледачите и врз гласачите.
И тоа што сега се случи, јас велам дека е многу поголем комунизам од комунизмот во кој живеевме пред 30 години. Зошто? Бидејќи сме многу повеќе контролирани. Зошто се контролирани? Бидејќи сите алатки со кои ние денес функционираме, некој ги има осмислено, ги има направено за да може да воспостави целоста контрола врз нашите животи. Ние денес не сме слободни суштества. Ние сме контролирани на еден перфиден начин, на еден суптилен начин, преку мобилниот телефон, преку телевизорите, преку интернет, преку Facebook, преку Twitter, преку Instagram. Всушност, сите алатки се измислени за да се воспостави целосна контрола врз нас. Нашите бизнисмени не инвестират. Во Република Македонија и после 29 години срамота да кажеш дека си богат. Нашите продукции не снимат. Ние снимаме еден или два филма. Дали снимаме една серија на 2 години. Меѓутоа затоа купуваме турски серии. Ние ништо не правиме. Ние само увезуваме. И тоа е проблем и за Америку и за многи држави сада у свету, не само за нас. Ние само увезуваме. Одеднаш ние сме така програмирани, тие можат точно да не програмират. Во толку сати има турска серија, во толку сати има американска серија. Тогаш треба да јадиш, тогаш треба да дојдеш на работа. Треба да го направиш тоа. Не смееш да критикуваш власта, може жена ти да остане без работа. Не смееш да го правиш тоа. Видите, ние излеговме од еден комунизам, сметајќи дека ќе можеме да правиме работи без некој да ни каже што треба да правиме. Одеднаш сваќаме дека ова што сега ни се случува многу поголем комунизам, во наводници, тоа што ние го имавме до 89-та, до 90-та година. Дека ние до 90-та година, не знам која генерација сте вие, меѓутоа јас сум имал сигурно околу 20 години, до 90-91 година. Ние до 90-91 година бевме многу полиберални од тоа што сме сега. Се додека траеше влагата во наводници од таа држава, ние имавме одлично школство, одлично здравство, одличен спорт. Главните спортисти, Перо Античи, Владко Илиевски и се други, всушност првите чекори ги направија, ова не е југоносталгија, но ги направи првите чекори во таа поранешна држава, бидејќи имаше систем. Ако требаше да се смени идеологијата, окей, но ние го уништивме системот. Со прљавата вода и бебето го фрливме. Ја апсолутно сматрам да е тада био систем, имали смо систем кој е имао мане, тоа е чињеница, a danas imamo gomilu mana bez sistema. I mislim da je to nešto što je najgore, što je urušeno, sve što je valjalo. Ok, nije jugonostalgija pričati o dobrim stvarima što su postojale u vreme Jugoslavije, to su činjenice. To ne može da se pobegne od toga ako vi kažete nebo je zeleno, prosto niko vam neće verovati. Ako kažete plavo je, pa ne možete kažete pa dobro, vi ste sada zaljubljeni u nebu. Ne, nego to su prosto činjenice. Mi smo trebali da zadržimo ono što je valjalo, a da promenimo ono što ne valja. A mi smo se batalili svega što je valjalo i zadržali smo sve ono što ne valja i prihvatili od zapada. I to je vrlo poražavajuće što se dešava i mislim da smo došli prosto do situacije gde vi ste dobro analizirali situaciju, kako stoje stvari, ali mislim da je više dosta svima i to kukanja, jer i ja sam neko ko analizira kako stoje stvari, gde se nalazimo. Mnogi ime do točka na... Ali mislim da više ne smemo da kukamo. Da. Jer mi, ja mislim, ne znam kakvi su Makedonci po tom pitanju, ali znam da Srbi mnogo vole da kukaju. Ja volim da kažem, kad bi kukanje bila olimpijska disciplina, mi Srbi bismo osvojili srebro, da bismo mogli da kukamo što nismo osvojili zlato. Tako da, smatram da je prošlo već to vreme kukanja, nema više taj luksuz. Mislim da smo prosto došli do jedne situacije gde ljudi masovno odlaze, gde smo došli do toga da smo i mi zdravstveno ugroženi zbog raznoraznih eksperimentalnih projekata koje primamo sa strane, opet mahom od strane zapadnih država. Mislim da je i Makedonija žrtva i NATO bombardovanje bila 99. godine zbog korišćenja osiromašenog uranijuma, koji ne može da se lokalizuje, on se širi, dakle. Mislim da smo i dan danas žrtve zagađenja životne sredine, genetski modifikovane hrane i svih tih stvari o kojima se i ne priča u mainstream medijima, to su zabranjene teme. Tako da ako mi nešto konkretno sada ne promenimo, ne promenimo sistem kako bi mladi pre svega ostajali na našim prostorima, ko će da nas sledi? Сваровски судство и Кацарско судство се петок и сабота. То се две имења на еден исти процес. Едното име го дава СДСМ, второто име го дава ВМРО ДПМН. Тоа е 29 години, или така е 29 години во Република Македонија. Во тие 29 години е направен таков кратер, една таква дупка, и во таа дупка се заглавени и Сваровски судството и Кацарско судството. За жал, во таа дупка се заглавени СДСМ и ВМРО ДПМН. И уште повеќе за жал. Во таа дупка сме заглавени сите ние кои останавме да живееме во Република Македонија. Во тој судир на старото и новото, во Република Македонија секојаш победува старото. Меѓутоа не победува оно добро старо или убаво старо, туку победува оно олигархиско старо, мафијашко старо време.
кај што новото време ја губи битката со таа олигархиско-мафијашка структура во Република Македонија. Тој систем е толку жилав, што на крајот на денот на еден македонски премиер му е многу полесно да влезе во процес на преговори или да го смени името Република Македонија, отколку што има сила или има мог да го смени тој стар систем. Тој стар олигархиски систем кој владе во Република Македонија 29 години е толку мокен и толку жилав и толку им пркоси на времето и на процесите, што ја се плашам дека еден ден може би да се разбудиме, да видиме дека секаде околу нас се направени промени, а во Република Македонија се уште влашкото лоби владее, се уште влада старите директори, се уште иста номенклатура во медиумите. Тоа е борбата на старото и новото. Во Република Македонија, во моментот, старото е во водство. Дали тоа ќе биде така за 1 или 2 години, ќе видиме како ќе тоа не гледа. Питај се нема, Руски, некаде пред 20 години си селив од дома. Почнав да живеам сам и каче висока температура, 39. Чекав некој да ми донеси лек, никој не доаѓаше. На Сабајле станав, висока температура, почнав да овкам, никој не доаѓа. Одеднаш сватив дека треба да станам сам. Всушност, нашите држави сега сваќаат дека се доволно болни, нашите граѓани, фигуративно кажам, доволно болни, и нема кој да дојде да им даде лек, дека ќе мора самите да станат. Апсолутно. Да го направат друштвото или државата подобро место. То морамо. To što ja pokušam ljudima da kažem, ovo nije kao trebalo bi da se pobunimo, trebalo bi nešto da preduzmemo. Mi ako želimo da opstanemo, mi to moramo. Znači, promene više nisu stvar ideologije, mišljenja, stava. Opstanka. Prašanje na opstanak je to. Apsolutno je to pitanje opstanka i zato pokušavam i kroz svoj filmski rad, evo sada sam snimio film Težina lanaca 3. Vikat odličan film. Hvala. Vikat odličan film. Zaista sam želeo da u tom filmu predstavim istinu onome što se dešavalo i što se dan danas dešava i da pokažem pozitivne primere ljudi koji su se suprotstavili trulom sistemu i pobedili. Zato što mislim da i medijski se forsira ta ideja da ništa ne valja, da nikad neće valjati. To mladi onda ponavljaju. Ja često čujem mlade ljude kako govore, ma Srbija, to ništa ne valja, ovde nikad neće biti bolje, ko poslednji izađe neka ugasi svetlo i tako neke forice i to je kao jako popularno među mladima, da pljujete svoju zemlju i tako dalje. Najpopularniji u društvu su oni koje ništa ne zanima, koji imaju taj neki nihilistički pogled na svet. Dok zapravo realnost je takva da živimo u jednom vremenu kada nigde ne valja nešto preterano. Mislim da je svet u jednoj globalnoj krizi i mislim da to zamajavanje ljudima da kada odu iz svoje zemlje, da će sve da im bude rešeno, jedna velika podvala, jedna velika laž. Zato što ljudi kada čuju $3.000 plata u Kanadi, oni misle, wow, to je fenomenalno, to bi bilo fenomenalno u Makedoniji, u Srbiji, da imate $3.000 platu, ali tamo ne možete da iznajmite stan za 100-200 evra, nego za 1.500. Ili ako hoćete da se hranite zdravo, ne da jedete GMO, to je još 500 za hranu, pa još, 500 za auto i troškove, pa 500 za komunalije. I šta vam ostane? Ništa. Tako da, i vi morate 10 godina da mukotrpno radite, mučite se da biste došli na neki nivo koji je za nijansu bolji nego ovde, što se tiče kupovne moći i nečega drugoga, ali ono što bi trebalo mi da primenimo iz tih prostora je taj sistem, jer sistem tamo ipak funkcioniše. A nažalost, mladi kada odlaze kao prvu stavku u anketama, ne navode male plate, političari na vlasti, već sistem. To je ono glavno što ljude na ovim prostorima muči. I zato je to primarna poruka i ovog filma Težina lanaca 3 i svega što ja govorim. Sistem mora da se menja. Ne samo da stalno govorimo da li je, ne znam, kod vas VMRO, DPMN ili SDSM ili ova partija ili ona partija, šta je rekao koji političar. To sve zamagljuje našu viziju drugačijeg sistema i niko o tome ne priča. Sve se svelo na kritiku. Samo napadamo ovog, pljujemo ovog, ovaj ne valja, onaj ne valja. A niko ne kaže, pa kako bi sistem trebalo da funkcioniše? To da čujem političare. Mi imamo problem u Srbiji što i opozicija se nedovoljno bavi sistemskim problemima, kako bi oni promenili stvari u nekoj budućoj Srbiji, nego sve samo kritikuju Vučića, ovoga, onoga. I onda izađe Vučić i kaže, pa njihova politika je mrzim Vučića. I nažalost, u nekim segmentima je u pravu. S druge strane, isti taj Vučić koji ima istorijsku priliku da promeni taj sistem, on to ne radi. Nego još više srozava ono što je malo ostalo od zdravih vrednosti u ovom društvu i stvara jednu gotovo privatnu državu, ja bih rekao, koja je zaista sramno za jednu zemlju koja je tako imala herojsku prošlost da budemo dovedeni do toga da ljudi idu u stranku da se zapošljavaju. Pa kakav je to način? Две алатки се клучни
во функционирањето во една држава од типот на Република Македонија. Тоа е судството и тоа е медиумите. Затоа сите тајни служби, сите мокни институции сакаат да имат контрола врз судството и врз медиумите. Зошто? Бидејќи преку судството и преку медиумите најлесно се владее во Република Македонија. И затоа се тие битки помеѓу политичките олигархите структури. Кој де факто ќе воспостави власт врз медиумите и врз судството? Тој што ќе воспостави власт врз медиумите и врз судството, ќе ги добие следните парламентарни избори. Хурски, ако не знаеме каде оди светот, можеме ли да дефинираме кој го контролира светот? Кој е центарот на светот? Бидејќи, ако вие во Србија имате вакви проблеми, ние во Македонија имаме слични проблеми, веројатно во Бугарија имат слични горе-доле проблеми со нас, тоа значи дека некој наметнува одредени проблеми, наметнува одредени прашања, наметнува одредени теми, одреден ниво на потрошувачка, одедна се појават еден тип на телефони, друг тип на лаптопови, и ние како потрошувачко друштво сме истренирани според тој Павлов рефлекс кој ни го наметна од медиумите да го правиме тоа што од нас очекува да го правиме. Кој е тој центар кој го контролира тоа? Ja mislim da krupni kapital, neoliberalni interesi stoje iza svega toga. Ja mislim da tu uopšte nije potrebno da postoji neka piramidalna struktura ili neki centar da rukovodi svim tim stvarima. Ja mislim da bankarski kartel, kako ja volim da je zovem, apsolutno bez dogovora gotovo funkcioniše, njih zanima jedino profit. I oni su uspeli kroz priču o neoliberalizmu koji je koncipirao i definisao na neki način Milton Friedman, još čikaški momci iz 50-ih, pa svega što su sprovodili posle toga u Čileu i drugim zemljama i preko MMF-a proširili po celom svetu, to je ono što rugovodi, to je logika kapitala, to je logika prosto bankarskih interesa na prostorima širom sveta. Бугарката Кристалина Георгиева ја стават на чело на ММФ. Значи, веќе системите ми се толку исконтролирани, што не е битна ни личноста која ќе стават. Апсолутно, апсолутно. Како оној вид што кажувавме кога ќе пуштат куче во ракета која праќат на месечината. Нарани кучета и не дире дугмета, нели, нарани ги кучињата и не ги дире или не ги чепке копчињата. Значи веќе не се битни луѓето со потрошно добро, системот е поставен, системот гази ко булдужер, прави пари, и дали е Кристалина Георгиева или некоја. Evo imate sličnu situaciju, na čelo KFOR-a na Kosovu je bio postavljen Srbin. Да. Zamislite koliko je to poražavajuće. Ве понижуваат, видите. Замислите, преговарач од Грција да е македонец. Баш етнички македонец. To nisam znao, to je zanimljivo. Не велам колку е било некој сличен, као пандан ова што е било. Значи, ти одат до крај да понижат. До крај гордоста да ви ја струшат. Пркосо да ви го уништат. Да ве направат пластелин. Да ве месат како сакат. Da, to jeste način na koji se ljudi ubijaju pojam, apsolutno. Ali mislim da postoji pozitivni primjeri ljudi koji su uspeli da se... Ама се убиваат и со суромешен ураниум. I to je nažalost jedna vrlo tužna priča. Pa uostalom i Amerikanci su i Albance gađali osiromašenim uranijumom. Čitava ta priča 99. i 98. pre toga kad se kuvala ta propaganda je bila da oni hoće da spasu Albance na Kosovu i Metohiji. Oni su iste te Albance posle gađali osiromašenim uranijumom i tamo su stope raka utrostručene među Albancima. Znači ne govorim sada o Srbima, govorim o Albancima. Не прават анкети. Значи не прават анкети колку имат заболено, за да не мора да кажат. To su obavešteni izvori. Да, не, за да не мора да кажат дека имат заболени поради осиромашен ураниум. Бев на снимање исто кога вас во Приштина, разговаравме со еден онколог кој има докторирано во Белград, значи од она стара гарда, стара школа. И он вели, видите, тоа е мала цена на независноста. Па Слободан Милошевиќ би убил многу повеќе луѓе отколку што би убили овие бомби со осиромашен ураниум. Ние не им замераме на американците. Гледате, дури влагат самите во таа улога на жртва и наоѓаат оправдување за својот джелат, во наводници. To je... Просто не знам како да одговорим на to, to je zaista šokantno. Зошто на Борис Малагурски му е забрано да влезе на Косово пред 2 месеци? Во Њујорк албанските структури или албанската диаспора се обиде да спречи промоцијата на неговиот филм. Еве што на таа тема говори самиот Борис Малагурски. Зошто, например, би забраниле во Косово да влезете? Што вие може да направите на Косово? И зошто има проблем? Луѓе кои различно говорат или различно размислуваат,
da ne može to da okажат. Od kada ta potreba da se spreči razmislovanje, to различно то мислење и така натаму? Pa И zato зошто, и зошто албанците влегува во тој филм? Znate kako, Што вие, на пример, им пречите на албанците, за да ви забранат да влезете у Косово? Eksponenti sistema stalno govore da mi ne možemo ništa, da smo mi mali, nemoćni, a onda istovremeno blokiraju informacije, da mi ne možemo stvarno ništa, da nemamo nikakav uticaj. И што им пречите? Pustite onda informacije. Да, ма што им пречите вие? Им ја рушите ли парадигмата што се случува на Косово? Apsolutno. Pa ja sam u Prištini puno puta pre nego što su mi zabranili ulazak, jer sam razgovarao sa mnogim Albancima, ja ih pitam da li je Kosovo nezavisno, jer kažu jeste. A da li vi možete donesete neku odluku nezavisnu od Brisela i Vašingtona? Kažu, a pa ne može. Pa kakva je to nezavisnost? Ja mislim da su mnogi Albanci, ja recimo imam puno pratilaca na svojim, to vidim na Facebooku, na svojim stranicama, Albanci iz Makedonije, recimo, mnogi prate moj rad i poštuju, ok, ne slažemo se oko svega, ne možemo oko svega da se složimo i to je nemoguće, ali mislim da se slažemo oko nekih ekonomskih tema pre svega, kada govorimo o ekonomskom sistemu gde vam se govori da je ekonomija sjajna ako je radnik plaćen tačno onoliko koliko mu je potrebno da pokrije hranu i krov nad glavom. Pa to nije posao, to je ropstvo, jer to ko je imao i rob nekada, imao je krov nad glavom i hranu da bi mogu da radi nešto. I onda kažu danas, pa to je paradigma, to je pravi način da se naša ekonomija razvije, samo treba da dođu ti strani investitori, da zaposlimo ljude da imaju krov nad glavom i da imaju šta da jedu. I to im je dosta. To su robovi, to nisu radnici. Tako da, tu mislim da se apsolutno slažem. Moja poruka je tu univerzalno prihvatljiva i za Srbe, i za Makedonci, i za Albanci, i za Crnogorce, i za koga god, zato što to je neka ljudska poruka, apsolutno. Ja bih najsrećniji bio, kada govorimo sad već o Kosovu i Metohiji, da i Srbi i Albanci zajedničkim snagama se oslobode od okupatora. Zato što okupatori dođu i prođu, ali komšije ostaju. Ja bih volao kada bi Albanci jednog dana shvatili da su oni bili slobodniji u vreme Jugoslavije nego sada. I ja mislim da to mnogi znaju. Mnogi su mi govorili, priznali to u Prištini, Albanci, taksisti sa kojima sam razgovarao. I oni su rekli, u vreme Jugoslavije smo imali veće slobode. Ja kažem, u vreme Tita, kaže, čak i za vreme Miloševića. A ja kažem, hajde sad uključimo kamere pa to da snimamo. Kažem, ti ćeš da odeš, mi ćemo da ostanemo. Oni su u strahu. Oni su, tada meni, prvi put sam to čuo, da okarakterišu svoju vlast u to vreme, to je bilo negde 2010. recimo, 11. Da oni okarakterišu svoju vlast kao mafijašku. Znači oni su svesni svega toga. Ali nažalost ne postoji dovoljno jaka snaga da pokrene ljude u tom smeru razmišljanja. Oni su nažalost tu mnogo više zarobljeni. Oni su najzavisnija nacija u Evropi trenutno. Jer nigde nisu kolonijalno korenje Amerikanci toliko pustili kao među Albancima. Oni su pod kompletnom kontrolom. I ja bih volio jednog dana da se oslobodimo uz poštovanje međunarodnog prava, po kojem je Kosovo i Metohija neodvojivi deo Srbije, i da zajedničkim snagama oslobodimo naše prostore, jer i cela Srbija je zaista kolonija. Kao što je i Makedonija kolonija, kao što je Crna Gora kolonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska. Знаете што е суштината на се оно што не се случува? Дека вас не може да ве купат и вас не може да ве уценат, бидејќи вие сте многу. И ако се држите заедно, не постои политичка сила која може да ве уцени, почитани гледачи. Нив е многу полесно да уценат 1, 20, 3 или 10 политичари, да уценат една или две политички партии и така уцените да ги донесат на власт, како што го донесо Зоран Заев или можеби ќе донесат Христијан Мицкоски. И оценувајќи ги политичарите или оценувајќи ги политичките партии, што е многу полесно отколку да уценат цел еден народ, тие де факто владеат со вас. Вие им давате довербата, вие гласате за нив, тие се уценети донесени на власт и така уценети донесени на власт се лесни за манипулација, се лесни за контрола, а контролирајќи и манипулирајќи со политичките партии кои се донесени на власт, всушност и де факто манипулирате со вас. Што вие треба да направите? Вие треба да се откажете од тие политички елити, да престанете да дозволувате да бидете уценети. Кога ќе престанете да дозволувате да бидете уценети, тоа ќе можете да размислувате слободно и слободно да носите политички одлуки. Што лошо може да ви се случи? Некој ќе дојде, ќе ви го земи телевизорот од дома, ќе ви забране да гледате мојата емисија. Никој ништо не ви може. Додека сте обединети и додека сте сплотени, никој ништо не ви може. Вие не сте уценети политичари. Вие немате криминали тешки милиони. Вие немате направени кривични дела поради кои ве држат во рака или вашите предмети ги држат во фјока. Вие не сте уценети. Вие можете слободно да одлучувате. Кога можете слободно да одлучувате, треба да размислите каква одлука ќе донесете. Ako smo mi složni, ako smo kooperativni, ako se zajedno suprotstavljamo neoliberalnom diktatu
ne mogu nam ništa. Ne može čak ni jedna, ne mogu čak ni jednoj državi, ako je dovoljno jaka svest o tome šta je potrebno da se uradi, jer onda oni mogu da svrgnu jednog vođu, ali dođe drugi koji će opet da sprovodi istu tu politiku slobodarsku i tako dalje. Tako da možemo mi puno toga da promenimo. Apsolutno možemo i volio bih stvarno da to bude ono glavno što hoću da kažem, što će ljudi da zapamte iz ovog razgovora, iz ovog intervjua. Pitali ste ko je vlasnik sveta, ko diktira svima u svetu, ko je najutjecajnija osoba na svetu? Svi mi. Svi mi imamo moć. Mi smo najmoćniji ljudi na svetu. Svako od nas. Ono trenutka kada vi kažete ja više neću da trpim ropstvo, ja ću da se suprotstavim, ja ću da se borim, ja ću da budem slobodan čovek. Vi kad ste slobodan čovek, vi ste najmoćniji čovek na svetu. Nema ničeg lepšeg u životu nego da živite slobodno, da se borite slobodno za svoje uverenja. Pa čak i ako ostanete bez posla, bit će drugi posao. Pa čak i ako šta god da se desi i ako vas uhapse, pustit će vas na slobodu. Kad tad? Zato što prosto ovaj sistem je neodrživ. I vreme je da se ljudi pobune i da počnu da se ponašaju kao slobodni ljudi. Čovek koji nije slobodan, to nije život vredan življenja. I džaba vam sve pogodnosti, oni pokušavaju već duži niz godina da nas uvedu u takozvano udobno ropstvo. Da smo u ropstvu, ali da ipak koliko toliko zadovolje neke najosnovnije potrebe da kažete pa dobro, nije vam baš toliko teško, ne bičujemo vas svaki dan. Ali ovaj sistem je neodrživ. I na globalnom nivou i već vidimo nekakve globalne promene, već vidimo da države pokušavaju da se istrgnu iz tog sistema sa manjim ili većim uspesima, ali mi bismo mogli tu zaista da pokažemo primjer država koje su, posvađane i uspeli su da premoste sve nedaće, ne da budu ujedinjene, oni sada forsiraju tu, fabrikuju to kao mi smo svi u jako dobrim odnosima i tako dalje, jer smo svi kolonije. Pa naravno, mi ćemo biti u dobrim odnosima sve dok Zapad govori da treba da budemo u dobrim odnosima. A ono trenutku kad kažu ne treba, onda se odmah posvađaju odjednom. Srbija i Hrvatska se posvađaju pred svake izbore. Jel' tako? I onda kako prođu izbori, tako su opet smo u dobrim odnosima. Evo, Malogurski, što nije Makedoncите, za kraj, što nije Makedonci da napravime? Nije napravime sve što se baraš od nas. Šta ja vama da savjetujem? Ne, nije napravime sve, i vi ste u pravu. Sve što beše побарано od нас, ние точка по точка спроведовме. И го сменивме името. И не добивме тоа што очекувавме. Океј, еви да речеме дека се најлошите институции или организации НАТО и ЕУ. И то 29 години на држава се движела према НАТО и ЕУ. Правила работи кои не би ги направила во нормална ситуација. Сменивме име, прифативме да пишуваме историја со бугарите, прифативме да пишуваме историја со грците и ништо од тоа не беше реализирано. Ние ги направивме нашите задачи, тие нас не излажа. Што може да прави една таква држава? Која ќе стане на сабајле, ќе се соочи и рече, видите, овие нас не излажа. Што понатаму? Ja mislim da ono što mogu vama da savjetujem i ono što savjetujem građanima u Srbiji, da prosto radite svakog dana na tome da se osvesti narod o tome šta je potrebno da se desi. Ne ko treba da dođe na vlast, nego šta je potrebno da se desi. Znate, u Argentini su imali velike demonstracije, beše 2001. godine, kada su smenili nešto tipa 5 predsjednika za 2 nedelje. I kako se to desilo? Tamo je bila ogromna ekonomska kriza, 6 meseci do duše pre toga je MMF govorio da je Argentina najbolji učenik, da tamo sad će sve da procveta i 6 meseci nakon toga ekonomija im pukne. I građani su znali da oni ne žele više sa MMF-om, da žele da se ulaže u domaću proizvodnju i da se na taj način oporavi ekonomija i da prosto više ne može da se prihvata taj neoliberalni diktat MMF-a. I došao je jedan predsjednik koji je rekao da će promeniti stvari, nije promenio, sklonili su, došao je drugi, sklonili njega jer nije ništa uradio. I kad je peti došao na red ili koji već, Nestor Kirchner, on je odlučio da nešto konkretno i promeni. I onda je on opstao na vlasti. I posle došla njegova supruga na vlasti, jer on, nažalost, preminuo raka, kao što je i Hugo Chavez preminuo raka. Ali to pokazuje da vi možete da uklonite tu osobu. Ali ako narod zna šta hoće, onda prosto niko ne može da vas osujeti. Zato je potrebno širiti svest. I treba razgovarati sa ljudima koji isto razmišljaju. Evo recimo sada neki Makedonac gleda ovo, građani Makedonije i kaže, ok, ovo što Malogurski priča je tačno, ima smisla, slažem se i šta sad ja radim? To je veliko pitanje. Šta sad on kao pojedinac može da uradi? Može da razgovara sa ljudima i da nađe ljude koji slično razmišljaju i sa njima da se udružuje. Ja volim da navedem primjer, sad zamislite vi da ste na Titaniku
vidite da će brod da potone, a vi umete da pravite šanse za spasavanje. Znate kojim putem treba da idete. I popnete se neko uzvišenje i kažete, ljudi, Titanik će da potone, ko će da mi se pridruži da pravimo šanse da se spasimo? Nećete na 3 vrste ljudi. Prva vrsta ljudi pogubljena skroz. Šta? Brod? Ne znaju gde su. Druga vrsta ljudi će kaže, nemoguće. Titanik ne može da potone. I treća vrsta ljudi će kažu, pravo si, hajde da pravimo šanse da se spasimo. Moje pitanje svima vama, s kojom grupom ćete da sarađujete? Sarađujte sa trećom grupom i pravite pozitivan primer i ljudi će vam se pridružiti. I ja tu volim da navedem priču o kritičnoj masi. Naučnici su želeli da otkriju koliko je potrebno vremena na nekom prostoru da se obnovi život nakon što detonira atomska bomba. I odveli su 10.000 majmuna na jedno ostrvo u Pacifiku godinu dana nakon što je tamo detonirala atomska bomba. I otkrili su se da radioaktivnost nije pretjerano zadržala u vazduhu, ali su se radioaktivne čestice zadržale na dlakama od kokosovog oraha koje su majmuni koristili za ishranu. I od tih 10.000 majmuna uzeli su 10 majmuna i naučili kako da peru kokos u obližnjem potoku pre nego što ga otvore. I u početku je trajalo 10 majmuna, pa su drugi videli, pa je trajalo 20, pa 30, pa 40, pa 50, 60. Ali zanimljiva stvar se desila, kada je 100. majmun počeo da pere kokosov orah u potoku, svih 10.000 je to počelo da radi simultano. I to se zove kritična masa. Znači, ono što mogu ljudima, običnim ljudima da preporučim, u svom društvu, u svom okruženju nađite ljude koji se slažu sa vama. Gradite svoju mrežu. Nema veze što možda većina, 90% ljudi ne shvata priču. Nema veze, zato što promene u istoriji nije donosila većina, nego mala grupa dobro organizovanih pojedinaca. Francuzi su izračunali da je za revoluciju potrebno 3,5% stanovništva da učestvuje. Ne 50% plus 1, kako nas uveravaju da je demokratija, nego 3,5% ljudi koji su zdravorazumski, znaju šta valja, znaju kako treba i svojim primjerom pokažu da to funkcioniše i onda im se masa pridruži. Ja kad sam došao u Beograd iz Kanade, meni su svi govorili, ma nema šanse ti da uspeš, a da se ne učlaniš u neku stranku, a da nemaš veze, a da nemaš ovo ono. Svi su, ma neće nijedan film snimiti. I posle svih ovih silnih snimljenih filmova, posle 8 godina, od kad sam se vratio iz Kanade, svi ti ljudi koji su govorili da nema šanse, su prvi koji mi sada dođu i kažu, ma ja sam znao da ćeš ti da uspeš. Ja sam verovao tebe od prvog početka. Tako da, svi oni ljudi koji sada na bilo kakvu priču o promenama kažu, ma nema od toga ništa. To su oni iz prve i druge grupe. Pustite ih. Vi gradite kritičnu masu sa ljudima koji shvataju priču. I jednog dana kada uspete, svi će oni da nagrnu kod vas i reći, ja sam znao da ćete vi uspeti. Tako da, glavu gore, dosta poniženja, idemo da menjamo sistem. Супер. Беше задоволство. И мислам дека ја разбравте поентата. Поентата со која завршуваме емисијата. Јас ниту би додал, ниту би одзел нешто од таа поента. Таа поента е суштината на се она што ни се случува денес во Република Македонија. Уште еднаш погледајте, уште еднаш преслушате емисијата. Слушнете ја поентата која ви ја кажува на крато на овој интервју господинот Борис Малагурски. Луѓето кои побрзо ќе разберат поентата на кажаното, многу полесно ќе може да си го стредат својот живот и да го стредат живењето во Република Македонија. Ова беше емисијата во Центар Почитувани гледачи. Ова беше интервјуто со Борис Малагурски. Ние сме денедела 23 часот. Се гледаме во четврток во 20 часот. До тогаш пријатно вечер Македонија, каде да си.